Пред мене сега е третиот мост на Босфорот. Bilmiyorum Türkçe. Yok. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Јас сум моментално во Текирдак, Турција, и сега го напуштам Текирдак, се упатувам кон Босфорот, ќе го обиколам Истанбул, ќе го преминам Босфорот преку најсеверниот мост, исто така и третиот изграден мост на Босфорот, и оттаму одам кон националниот парк Једиголер, или да, Једиголер се викаше мислам, и потоа одам да преноќам во градот Болу. До националниот парк имам 450 км и потоа оттаму до Болу имам уште 15 на километри, но автопат ќе возам до таму, значи како што ви спомнав и во претходното видео, малку ми е ова транзитирање низ Турција, така да ќе имам повеќе автопат возење овој пат. Но сепак лани бев направив една тура посебно само за Турција и тогаш си возев многу порелаксирано. Имаш иначе како шведска маса за појадок тука во хотелот, си поминувате, си земате што сакате да јадите. Јас си зедов јас домати, краставици, сирење, ми донесоја и геврек, многу беше убав геврекот. Топол беше таа се, значи преубав, чај си зедов, густи сок, кафе после си зедов, значи буквално се што сакате, за секој има по нешто да се јади. Денес исто така, како што реков, ќе возам автопати од тие познати турски автопати од типот О, односно автопати со по 5 линии, негде може и 6 ленти, са во еден правец само зборуваме, и немам стикер, не купив таков за патарини, па ќе видиме како ќе биде, дали кога ќе излегам од Турција ќе имам за плаќање патарини. Јас само се надевам да не дува како вчера. За сега изгледа дека не е ветерот како вчера, поддувнува малце, ама не е ни страшно ни нервозно. И сега ќе видиме понатаму како ќе биде. До мостот на Босфорот, најсеверниот, имам 150 км некаде. А како на моите претходни патувања, така и на ова патување го користам маслото од холандскиот бренд Putolane. Масло кое значително ви намалува вибрациите на вашиот мотор во споредба со другите масла достапни на македонскиот пазар. Ајде да видиме сега дали ќе се отвори рампата. С оглед, ау нема рампи, бе. Без рампи, ако имаш може го скенира, ако немаш не го скенира, ќе видиме. Кога ја напуштам Турција ќе видиме дали имам за плаќање патарини. Уште едно, ајде да видиме дали автоматски се отварат рампите или морам стикерче да имам. Пошто моментално стикерче немам. Ги чини се отвора, значи немам никаков стикер, автоматски се отварат рампите. Тогаш џаве одев да плаќам да барам луѓе. Јас мислев го скенира камерата кам стикерчето и после ти отвора рампата, ама не е така. Значи без стикер можете да помините на патарина. Не се отвора. Чекај бе, другар.
Press buttons for ticket. Cash. Nie ma cash, brat. Ne znam što se desi tamo sa Patarinata, neke će da se kreni, no srega čovjek od mene podvrati rikvers, pa izlego Fatidov na drugotu kada se otvori. A inače, pred mene sega je tretiot most na Bosforot. Most od Sultan Selim. Ovo je tret most otvoren v 2016 godina, vajeno i najnov most na Bosforot, znači tukaj ne go računa most od Čanakkale, sepak Čanakkale na Dardanelite. I sega će go izvozam ovaj most. Zaključilo so той мост, сега ги имам поминато сите три моста на Босфорот и официјално. А сега ќе направам една пауза тука на ова бензиска. Не знам дали да турам бензин, но ќе турам, ајде сега како сум тука. Ajde usta. Ljutven te mola. Treba da urećam full Ljutven. Турив гориво. Иначе овде не видов колку е литарот, меѓутоа вчера пишеше дека е 52 денари. Е сега тогаш ви реков дека ако истата цена на лирата од лани ќе биде 78 денари литарот, меѓутоа сега лирата е 1,2 денари. Тоа значи дека ако 52 лири е литар бензин, тогаш во денари би дошло некаде околу 60 денари. Така да според таа логика бензинот е дури поевтин и од лани што беше, но сепак ќе речам веројатно е 52 лири литарот, така завидов тогаш, точно немам видено. Ќе ви кажем во некој од наредните видеа, ќе видиме за поофицијално. Иначе човекот овде што ми тураше бензин, дури кога заврши со турање, кладе раката долу да не накапи на моторот, многу беше фино од негова страна. Но кога влегов натре ќе пиев кафе, за кафе се земаше, ми покажа една машина, имаше кредитна картичка да типните за да го платите кафето, меѓутоа таму каде што се одбираш имаше како екранче, пробав да одберам со прстот, но тач не работеше, а на машината се што беше напишано беше на турски, немаше англиски и не се напив кафе, така да ќе видиме тоа, ќе прескокниме едно, па Боже здравје, потаму малце негде ќе застанам пак. Патарина повторно, но под секој од оние на патарината пише накитот. Тоа што сватив, накит на турски значи кеш. Така да овде изгледа ќе нема сама да ми се отвори рампата, веројатно ќе треба да платам, но ќе видиме. И овде како што гледате веќе има гужви. Значи има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 работат такви за патарини и сепак има гужви. Но сепак оди брзо е движењето, не
Не е како кајнац, биејќи овие сите со стикери поминуваат. Сега јас веројатно ќе треба да платам. Значи побрзо е, брзо е вака со стикери, мислам дека е добра идејата, но тоа што треба да го сменат е начинот за набавка на стикер. Значи, баш прашав и вчера на граница, ми рекоа пошта во Ипсала. Значи, да одам во пошта, треба за да извадам стикер и да чекам редица. Барем лани таков беше случајот. Отидов во пошта да извадам стикер, внатре луѓе вриеше и на англиски никој не знае, не можам ни да прашам. Само ми рече бројче извади, си извадав бројче, го гледам бројчето в рака, за 100 поголемо од бројчето што е моментално на ред на шалтерот. Реков, од се не ќе чекам и не почекав. И не планирам и сега така да одам да чекам на пошта, сепак како турист, дојден во Турција, дојден сум за шетање, како и сите туристи што идат, така да навистина шетањето во пошта за стикер нема смисла, можат да направат некако на бензинска да се вадат овие стикерите или слично, или на граница одма нека направат канцеларија само за стикери што ќе издава, каде што ќе можат луѓето да си навават. Hello. Card? Hvala. Платив многу поскапо од преге, веројатно бидејќи плаќав со картичка, пошто гледав ти напред лево 100 и нешто лири пишеше цена, кога му реков картичка нешто кликна таму и цената одма се зголеме. Така да изгледа ако плаќате со картичка е многу поскапо. Следна ако има вака ако плаќам со кеш пак ќе ја платам. Од ти 200 и нешто лири платив, тоа се 300 денари, не се малце пари. А иначе преге платив например 130 лири, што се 150 денари, што е буквално за пола цена. Значи 1 километар покасно, само 1 километар. Одма пак за стикери. Стварно не разбирам што е поентата. Е сега тука нема луѓе, например. Онде беше со луѓе на сите шалтери. Ако може некој што знае поќе или некој од Турција, ако гледа нека кажи, пошто стварно не ми е јасно. Мислам да најубавото нешто од возењето на автопатот е вака кога се исклучувате од автопатот. Ќе направам јас уште една пауза, па мина 1 час и половина од претходната и после ова следно застанување ќе ми биде во националниот парк. Барем така планирам. Се надевам, не знам, она што бензинска беше, се надевам тука нема исто со кафемат да е со необјаснето да се снаоѓам. И се надевам и сенка барем нека има ако може. Да не е наредено, али? Направив една пауза тука, јадов еден геврек и едно нескафе, купив готово конзервирано онака во лименка. 95 лири ги платив, околу 110 денари би дошло некаде двете. И сега сатот е локално, 1 сатот е локално време. Јас имам за возење до националниот парк, до езерата 170 км, 2,5 часа некаде. И сега одам таму, па планирам следно застанување таму да ми е во националниот парк кај езерата. Конечно завршив со автопатот, сега сум во градот Болу. Меѓутоа прво ќе одам, тука ќе преноќувам во Болу, меѓутоа прво ќе одам во националниот парк Једи Голер. Тоа е парк исполнет со природа. Еве човек, пици носел. Јас реков човек што патува исто така. Добро во секој случај.
Да, сега одам кон националниот парк, тука имам до таму 46 км, мисля дека ќе бидат помалце и околу 1 час и 10 минути. Трепкаат црвено семафорите, претпоставувам тоа значи исто како кај нас кога трепкаат портокалево, тоест жолто. Кој кај ќе оди? Десно ќе. Јас треба наваму да одам. Додека бев на автопат, убаво беше, не жежеше, свежичко беше и ветрето што дуваше, сега оде веќе чекам на семафори, станува жишко, ете го зелено е. Јас ќе одам. Си реков лево ќе врти. Ќе ми го сечи патот. Сега очекувам и во националниот парк да е малку посвежо времето, има дрва, има шума, има езера, така да ако жежи и таму штета на вистина баш ќе види. Пополека влегувам во шумски предел. Иначе овој национален парк кој сега одам да го посетам, уште се вика и национален парк на 7 езера, бидејќи има 7 мали езера. Барем 4 од нив се пристапни со возило, со кола, мотор и се на многу мало растојание едно од друго. Јас сега кај сите 4 одам, дали ќе подзастанам кај сите 4 не знам, но кај 2 планирам да подзастанам. Но бидејќи се сите тука, може моторот да го оставам на едно место и пешки да прошетам, но ќе видиме, бидејќи на Google Maps изгледа блиску, но не значи дека и во живо ќе бидат толку наблиску. Само да бидат температурите пониски малце таму кај езерата и мислам дека останатото ќе биде се подобро. Чувствувам ладовина во воздухот тука веќе. Меѓутоа патот е во многу лошо состојба. Многу дупки, многу и кај што нема дупки не е рамен. Но барем асфалт како ќе видите. И тоа е на некој начин предност. Но сепак јас до сега автопатот го возев кој беше во многу добра состојба и сега затоа може и овој многу лош ми се гледа. Тука чека видиме дали така изгледа или нов пат шнува. Да, понов е од овој до сегашниот. Да, и помазен е. Ајде да се надеваме дека... еве ги тука. Ќе верувам да се надеваме дека до крај ќе е вако, ама уште пред да ја поварам надешта ја снима. Еве овде пак, ама сега ништо не велам. Може и овој убав е тука, ама сигурно и овој за проза ќе заврши. Ова е прв пат да го навала моторот овие 2 дена од кога тргнав од дома. Дека автопати до сега возев само право. Да, убав е овде. Овде високо е. Ако слезите. Денес е викенд, не знам, може многу луѓе да има горе. Ќе видам, еве сега слегват доста коли од горе. Сабота иначе денес. 16 август. Шом одам нагоре, шом заладва, шом има дрва и шом е зелено, уште најбитно шом не е како сува тревата, значи горе ќе биде свежо. Крави. Да намалам да нима напад, се сеќавам Родопите Бугарија кој ги возев пред 2 години, мислам дека беше, онако имаше насред кривина, на средина крава. Ево уште една, што значи ако има неколку може да има нагоре и поќе. Ама е убаво овде доста за возење. Арно патот е овде барем подобар. Многу дрва се сечат овде. Изгледа ова една од шумите од каде што набавуваат дрва.
Много е убаво, искрено ми фалеше една ваква гледка, една ваква глава температура и еден ваков пат. Јас немам завртување, меѓутоа го оставив GPS-от да врти, да не случајно застанам порано од тоа каде што треба или да не го заминам. Бидејќи сакам прво да застанам кај едно езеро од тие 7-те, кое што се вика Големо езеро, и после на другите. Некаде 40 км возам по ваков пат. Не очекував толку возење да има од градот Болу до езерава, искрено. Ама барем добро, барем свежичко е се вози, кривинчина има и поинтересно е, не е автопат само право. Овде сега калдрма, вакво не мораше да види. Искрено. Парно зимја да беше чакал. Калдрма, ама морам да признам, преубаво е за возење, значи шума е буквално како дел да сте од природата. И уште посвежо, уште поладно. Едноставно преубаво. Немам уште многу ваков, 2 километри уште, но сепак ме нервира тоа што треси. Арно среќа, например, пошто држачов, кој ќе ми треси моторот ми паѓа надолу и преќе намерно го подправ на ова засенка што е да ми држи на таблата, за колку и да се треси да се подпира на него да не паѓа. Баш за вакви случаи го направив. И еве сега арно така што го направив. Тука долу е едното езеро, меѓутоа од границите многу не се гледа, меѓутоа и тоа што се гледа и сушено делува. А сега јас одам кај големото, тоа е уште право. Не мога да го гибнам GPS-овот што калдрмава. Парк Кутер. Ајде, пријателе, оди. Има за пешачење долу. Ајде, друга. Само да не го промаршам големото езеро, си го изместив и Google Maps-от, од што тресила многу не можам прз да клам. Морам да застанам, а да застанам не ќам. Мислам дека има уште. Да пробам да центрирам. Центрирај за нагла. Ле. Значи уште една кривина, 2, 3, после третата кривина, кај четвртата веќе ќе види црното езеро. Значи ова е првата сега, мене ми треба четвртата. Добро. Ова за кривина го смета. Па да, оти да не е втора, ајде. Па не е втора.
Не, едно да се. Ами ова втора ќе види. Не знам како избројав. Почна малци GPS-ова се губи. Престанав да ги бројам. Ама ова изле третата кривина сега. Престанав да ги бројам кривините. Значи ова кој е третата сега тука лево треба да е пред четвртата кривина факти. О, да, еве го лево. О, ова боја има само да најдам место за паркирање. Многу шатори гледам. Онде, охо, шубо е овде. Чекај да паркирам. Значи местово е што да ви кажувам, значи преубаво. Двете најубави езера се тука прекупат, од едната страна на патот едното, од другата другото. Имаше многу луѓе што кампуваат, иначе дозволено е дивото кампување во Турција. Можете буквално каде сакате шатор да поставите. И ако кампувате, ако доаѓате во Турција, ова ви е идеално место кое што не смеете да го пропуштите. Значи во близина на градот Болу, националниот парк се вика Једи Голер со 2 Л. Ова ми беше последната пауза за денес мене, а сега одам се упатувам кон градот Болу, каде што ми е резервиран и хотелот. Иначе калдрмата мислам дека вредеше што ја возев, бидејќи навистина е преубаво долу. Има премногу клупи, има и паркинг за коли, за све, значи буквално се што ви треба за еден добар викенд или општо кампување. Имаш и вецина, имаш и за нозете мијање, не знам тушој дали имаше сега. Вецината не беа во нешто завидна состојба, но бркаја работа. А сега јас да одам кон градот Болу. И се префрлувам во Болу. Градот Болу, патот до тука е истиот, затоа не ви го снимав директно од националниот парк. Ве враќам тука во градот, сега да одам хотелот да си го најдам. Моментално се наоѓам на 600 метри од неговата локација. Јас гледав два хотели за во Болу, ама двата немаја паркинг, двата треба на улица моторот, сам овој некако имаше еден коментар дека има место за мотор да се паркира и затоа овој го резервирав. Тоест не беше коментар, туку ревју беше од некој претходно што останал во хотелот. И затоа го одбрав ова, иначе другиот беше многу поблиску до центарот, да не ми излези овој. Значи сега јас треба да одам тука. Чекај, другар. Добро.
Dobro. И сега да завртам овде десно. Ао, оти го замислував на... Ау, на грешна локација ми го вади хотелот, мене не е тука. Значи има две локации за ова име на Google Maps и јас ојдав по грешната, значи 50-50 беа шансите и јас ги погодив грешните 50. Чекај, стрико. Браво, бе. Интересно изгледа и ова градче. Иначе сепак хотелот ми е во близина на центарот. Сега откако ја видов новата локација видов. И нешто ми се јади. И планирам и денес да јадам нешто така, некоја турска брза храна. Посебно ако е по можност нешто во леп направено, со месо внатре. А може би и донер дурум нешто. Ќе видам, ќе размислам. Ево овди кафич има. Ми се допаѓа градчево. Ево кафичот во некој да тука лево ќе седнам, ова е кружен, а јас тука треба да одам десно. Има кола, ќе ми прости колата. И сега онде ќе треба да одам лево. И треба хотелот да е... Лексик шахтивен. А во следното уличе лево. Овде да, на кружниот треба лево, јас жмигавец имам пуштен. Овај кружниот го имат пренаменето, не е пак е кружен. Треба да го поправат то државните органи, тоест Google Maps. Онде има друг, таму ќе завртам. Тука значи десно завртувам и би требало хотелот да е некаде тука. Акиол Отол Парк. Ете го хотелот. Ао, јас моторка ќе го... Ао, имат паркинг направено, бравос. Акиол Паса, Отол Парк, Цирцис. Ау, алал да му е. Значи, сега ново е се гледа. Да го најдем јас едни Акиол Палас, привремено барем моторот да го оставам, да прашам за секој случај. Hello, I have a reservation. Do I park the motorcycle somewhere else? Yes, right. In this parking? Yes, back home. Okay, I'll be back. Чи сега да завъртам дупли десно. 4 пъти десно. Така е влезот, еве го влезот. И сега тука треба да најдам некое убаво место. Кај било? Кај било? Bir gün Bilmiyorum Türkçe. yok. Yok. 15 TL. Sorry? 15. 15 what? 15 TL. Türk lirası. Booking hotel. Today park Yes. otel. Hotel. Tamam okey. Where? Wherever? Akyol. Yes, yes. But parking where? Tamam free. Free, okay. Добре, овде ќе го оставам. Дури да се разбери, мисле паркингов го наплаќиват со други луѓе, а за гостите од хотелот е без пари.
моментално сум во лифтот да видиме ајде што со ова тука ќе имаме. Ова е Wi-Fi пасворд, да си го сликнам, да си го запишам. ...3001. Охо. Güzel. Çok güzel. Симпатично собичај и ќе ви го покажам да се слечам, да се раскомод. И ова овде е купатилото. Доста чисто купатило, делува средено. Ова е остатокот од собата, значи се распакувам сега по полека. Делува чисто, делува средено, нема тераса за жал, но што е тоа и така претежно надвор ќе видам, така да не би требало да биде тоа проблем. Сега додам да си скапам и да излезам да јадам нешто, да седнам негде во некој локал и слично. И за утре да испланирам, да најдам сместување, да испланирам што како и така. И пиев јас лате макијато, исто така јадев нешто запта, се викаше, не се сеќавам точно на името, беше превкусно и преголемо, значи го мерев точно 2 пери, дојде на 40 сантими беше долго, не го изедов цело, то го зедов комбинација цела заедно со нагец, со кока-кола и со помфрит. И мислам, да, тоа беше све. Го платив 300 денари во македонски пари, 300 денари, ама беше превкусно. И кафето колку го платив? 85 лири, што се некаде околу 105 денари. Така да градчето е многу така раздвижено, има продавници еден куп, има и еден трговски центар и тука, исто како што имаше во Текирдак. Има, гледав по некои продавничини, имаше блузи на едно место за 120 денари со косирака и тоа убави блузи. А другите има косирака и често се наоѓа за 250-300 денари. Така да има голем, огромен избор за облека тука. А тука негде јас ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.